Двојката заседната во сепарето на власта ја злоставува и таа мала опозицијска танчерска алијанса и живувајќи се со неа на своите политички журки. Шипката во таа игра не служи за намената, туку е орудие со кое им се кршат рацете на оние што пробуваат да се фатат за неа. Од 2 ноември во општина Гостивар, освен навечер што доаѓаат на одредени приватни забави, никој не доаѓа од министрите во општината. Значи, дали Гостивар е во територија на Република Македонија, се прашува. Не е само до хуманата географија, од изгледа нема доволно ниво дури ни на општо познавање на оваа наука, со оглед дека и на една толку мала територија се прават неочекувани грешки, особено од оние чија цел е повторно да ја освојат. Инаку Преспа е еден убав град во Република Македонија, каде што има едно прекрасно езеро. Сличност е и третманот меѓу едните и другите се огледа и во однесувањето кое го имаат кон вредностите кои што ги пружа територијата по истиот стил. Поборниците кои жестоко се противеа на сечата молчат, а оние што ја оправдува и релативизира врескаат. Нема промена, оти само бизнисот е вечен. Значи, јас лично ќе бидам поборник на тоа да за секое исечено дрво бидат насадени најмалце 10. Градот Скопје и општините во градот Скопје за секое дрво 10 нови посадувања. Значи 10 за едноните. Паралелата се провлекува на сите нивоа. Јавниот дискурс е обременет од лични, а не од политички несогласувања во кои потрагата по некаква вистина се губи во наводите од персоналните досиеа и завршува како лажирана форма на дебатирање, во која никој никого ниту слуша, туку за да биде ефтино забавно, служи само за тоа да се види кој кого прв ке шиканира. Намерно ве Вашата култура е стварно на толку ниска. Не, за вашето мислење за мојата култура, вие манипулирате и ги лажете граѓаните. Чекајте тоа да го кажам, еве, да слушнат луѓето дека лажете. Со тие зборови не ја кажувате вистината. Да ти ја кажам вистината? Да. Со документи да извадам? Да. Извадете документи. Како пише документ? Неприлагодлив кон средината. Ја го пишав тој документ, лекар би го пише. Немојте да молам да ме некој документ. Ајде извадете го, жити мајка ако е така. Сепак, вистинското шоу го прават и се случува онаму каде што никој тој не може да го очекува. И тоа без никакви документи, камоли минимум аргументи, туку само врз основа на автономна перцепција, која до пред една година на едносмерниот автопат на измислици и глорификации беше пласирана како објективна стварност. Не се направени само затоа што Заев сега е премиер, а не е Груевски. Година дена една бандера преместува да беше Груевски премиер, сам ќе одштрафеше, ќе преместеше на друго место. И на крајот, за сите тие што однадвор се обидуваат да одвртуваат и да завртуваат. Подобро би му препорачал на Илир Мета од тука, писател на Албанија. Ќе им помогне многу на албанците во Македонија, кога веќе толку сака, да ја поддржи Фатиме Фетај албанка. Правда и закон. Тоа треба да биде идентитетската и географска одредница на оваа територија и на овој народ.